Политичката криза е решена на ваков или онаков начин. Денеска во студио нова гостин е Петар Гошев. Господине Гошев, вашиот прв коментар, како вас ви изгледа ова решение на кризата и што значи тоа за Македонија во некоја блиска иднина? Па во крајна линија мислам дека ова што се случи е добро што се случи. Се разбира, не е добар начинот на кој што се случи ова. Прифаќањето да се оди на избори, мислам дека е добро. Добро е и за земјава во целина, за односот на сили, за можноста каков таков баланс да се одржува или да се возобновува, да се поставува повторно. Добро е и за опозицијата. Иако во рамките на сето ова што на прво уво, би рекол, го слушам, очигледно е дека незадоволствата ќе продолжат и во едниот табор и во другиот табор. И сосема е јасно од ова што го слушнавме, дека штетата за Македонија е направена. И дека сега треба да се исправа со големи напори она што со проблеми беше направено. Видовме нестандарден ангажман на Европската Унија во решавање на внатрешните проблеми на една земја која има статус на земја кандидат. Како целава ова приказна ќе влијае врз перцепцијата, односно на понатамошниот однос на европските институции кон Македонија? Не, ова што се случи на 24 декември минатата година ни случајно не смееше да се случи. Затоа што беше атакуван највисокиот орган на управување во државата. Де факто беше делегитимиран. И тоа беше атак врз нормалноста, врз уставноста на Република Македонија. Не обратното действување на опозицијата, обидот на опозицијата да блокира донесување на буџет. Колку држи сега вода муабетот дека можеме да почнеме преговори за членство? После се? Па јас гледам дека луѓе од Европска Унија сакаат Македонија да го скокне Рубиконот. Се обидуваат на вистина да ни помогнат да дојдеме до членство во Европската Унија и на вистина се сака од водечкиве сили Македонија да стане членка на Европската Унија. И сите овие кои што ги напаѓаат тие адреси не разбираат ништо од политичкиот процес и од регионалните политики и регионалните интереси од светската политика. Значи, тие упорно сакаат да не приклучат кон нив. Македонија упорно работи да не успее во тоа. Има разни философи овде, има разни интереси, има разни неразбирања, има разни лукративни примамливости, кои што очигледно постојат во некои кругови во Европската Унија се отвара дури дилемата дали во Македонија некоја политичка елита и бизнис елита дали навистина сака членство во Европската Унија со оглед на тоа што преговорите за членство во известна мера ќе ги загрозат лукративните интереси на поедини и политички и бизнис кругови во Македонија. Како ви изгледа оваа нивна дилема? Пречките доаѓаат од други структури. Од? Во политиката. Каде ги луцирате вие? Пречките доаѓаат од структури во политиката, кои што не сакаат демократски стандарди, кои што многу полесно практикуваат лукративни активности и постапки во такви услови. Не сакаат демократски стандарди, преку кои што многу полесно се губат избори. Многу полесно се губат позиции во власта. Проводноста во системот ќе биде многу поголема. Социјалната проводност во целина и политичката ќе биде многу поголема. Тие кругови не сакаат. И сега, иако човек не може 100% да гарантира, не можете да им влезете во главите на раководителите во Република Македонија, што точно мислат. Меѓутоа има многу индиректни знаци кои што говорат
дека загреаноста Македонија да биде членка на Европската Унија, членка на НАТО алијансата, не е таква како што се добива впечаток преку директните изјави. Затоа што има многу поврзани лица со актуелната власт, има многу мегафони на актуелната власт, од кои што слушаме секој ден дека постојат други алтернативи за геостратешки концепции на Република Македонија. Да вратам на актуелноста. Дали мислите дека овој договор постигнат денеска е трајно решение за политичкава криза? Не, секој ден е тест. Прво, ова што е наметнато од меѓународната заедница. Уште еднаш Македонија решава, можам да речам, обични прашања. Ова не се необични прашања, ова не се светски тешки прашања. Ова се нормални демократски прашања. Елементарни прашања. Демократија. Доколку е кои што треба да се ги решава саме Република Македонија. И ние такви прашања решаваме повторно со медијаторство, со притисок и сега прилично силен притисок. Тоа покажува нашата незрелост. Дали можете 91 година кога бевте активна во политиката да замислите дека Македонија по 20 и кусур години ќе биде изложена на ваква ситуација? Јас бев полн со ентузијазам. Може би и романтизам. Затоа што уште пред 90-та мојата ориентација била дека Македонија треба да се приклучи кон побогатите. Јас давав изјави порано. Видовме во друштво со претходниот систем докај стигнавме во растот и развојот. Видовме во друштво со неврзани и такви концепции. Ние треба да се доближиме до највисоките стандарди на цивилизацијата. Највисоките стандарди на цивилизацијата ги практикуваат најразвиените земји. Без оглед дали таму имало, не знам, себичности од овој вид, од оној вид, не знам, капиталистички империализми, какви што... Добро, имаше толкување разни. Што е сега со вашиот ентузијазам? Толку години подоцна. Па после толку години гледам дека ние сме биле многу помалку способни да ги решаваме проблемите, отколку што јас сум верувал дека. Сте биле наивен? Може и така да се каже. Повеќе сум верувал во самите себе си, отколку што потврдивме во текот на овој изминат период. Објавив на Твитер дека имам разговор со вас, ме прашуваат многумина дали Петар Гошев ќе се врати во политика. Јас реков дека за сега не размислувам околу таа тема, не превземам никакви конкретни активности, но сакам да ги соопштам моите ставови, се разбира секогаш кога некој мисли дека имам јас нешто релевантно да соопштам. Не ми е сеедно наспроти целиот труд кој што го имам вложено поминато, повеќе од 3 децении се бавам со актуелни макро па не мислите дека ситуацијата заслужува и интересот на државата ангажман на, да речеме, искусни и зрели политичари? Па сега не се во мода зрели и искусни политичари, сега се во мода прилично незрели. За жал, еден од твитовите на Твитер вели да време е Петар Гошев да се врати итно во политика, ова друго е све зелено. Тоа треба исто така да го посакаат повеќе избирачи во Република Македонија, да се подигнат малку исто и критериумите кај сите нас за тоа што сакаме, да внимаваме како потешко да не слаже некој, со сладки зборови, со неосновани ветувања, со да престанеме да веруваме во памфлети и да проценуваме врз основа на подолгорочно поведение кој каков е на македонската политичка и општествена сцена. Со оглед на ова ваше искуство кое го имате и како политичар, нели, со целиот ангажман, и се соработувале со леви и со десни, како ви стојат работи, какви се вашите предвидувања за тоа што ќе се случува во СДС, како главна опозицијска партија, и што ќе се случува сега во ВМРО, најголема владејачка партија? ВМРО ќе продолжи со истиот терк. Тие не се сосема задоволни, претпоставувам, со овој договор или наметнат договор.
Тие не се 100% задоволни, иако претпоставувам машинеријата за создавање перцепции поинакви од реалноста и го прикажува тоа поинаку. Не се задоволни ни главните протагонисти во Социјалдемократскиот сојуз на овој тек на работите кој што се одвиваше после 24 декември. Меѓутоа, мислам дека ако Социјалдемократскиот сојуз, опозицијата не учествуваше на овие избори, ќе следеше нов атак и нова штета за опозицијата. Што му предвидувате на Бранко Црвенковски? Тоа треба да тоа е прашање на Социјалдемократскиот сојуз и на Бранко Црвенковски. Има многу луѓе кои што коментираат што треба да прави Бранко Црвенковски. Има многу луѓе што сакаат на Социјалдемократскиот сојуз или на некои други партии да им поставуваат однадвор раководства. И јас не сум од тие. Правото на членството на Социјалдемократскиот сојуз и на раководството е да одлучува што треба да прават. Дали оваа понуда која што ја има Социјалдемократскиот сојуз е доволна за да убеди доволен број на граѓани дека е тоа алтернативата или не е. Моето лично мислење е дека Социјалдемократскиот сојуз и целата опозиција мора да ја подобри понудата. И програмска и кадровска. Джина на Твитер ме прашува од 1 до 10 како ќе оцените нивото на демократијата во државата? Нивото на демократијата, за жал, е прилично помалку од 5. Ако е од 1 до 10, помалку од 5. Но тоа не е клучното прашање. Клучното прашање е трендот. А трендот не е нагорен, туку трендот е надолен. Македонија се дезинтегрира по сите основи. Некои достигнувања демократски се загрозени. Клучното прашање е политичкиот диалог, на кое ниво е во Република Македонија. Најклучното прашање е во каква состојба е пазарот на идеи во Република Македонија. А пазарот на идеи во Република Македонија е прилично монополизиран. Тоа е еден од големите услови за да може да има политички надпревар таков каков што треба. Оваа состојба со пазарот на идеи, со состојбата во медиумите, со објективноста во информирањето, ми се чини дека навраќа напред 1994 година. Тоа не може да биде никаков добар знак. Ви благодарам за овој дел од интервјуто во врска со актуелните политички состојби. Ќе продолжиме за економијата. Го гледавте првиот дел од интервјуто со господинот Петар Гошев. Утре ќе можете да го проследите и вториот дел во кој разговараме за економијата во Македонија. Ви благодарам, се гледаме со Гошев повторно утре.